Драги гледачи, ова утро се будиме во домот на семејството Митревски, а зборуваме за денот на пчелата. Тоа е 20 мај. Зошто е значаен овој ден? Зошто е значаен медот, но и другите пчелни производи кои произлегуваат токму од пчелата. Марина, добро утро. Овој пат наместо со кафе се будиме со мед. И многу е здрав медот, така треба и сите наши гледачи да се будат, без разлика дали е лето, зима. Вие така ќе кажете дека треба да се јаде секој ден. Веќе 27 години се занимавате со пчеларството. Добро утро. Добро утро и од мене. Поздрав до сите гледачи на Канал 5. Да, потребно е да се јаде секој ден мед. Јади мед секој ден, биди здрав како дрен. Таа е порака нели од пчелите и од нас пчеларите. Так. Многу е битно да се знае пчеларот, да се зема чист природен мед, нели? И да бидеме здрави како дрен. Така, исто како што имаме матичен доктор, треба да имаме и матичен медар. Так. Тоа вие често велите. Така, пчела. Да ве прашам, 20 мај е денот на пчелата се одбележува. Зошто токму 20 мај и зошто е важна пчелата? Вака, 20 мај е меѓународен ден на пчелата, се обележува секоја година со цел да се привлече вниманието на огромната улога на медонесните пчели во опрашувањето на растенијата, во обезбедување на висококвалитетна храна, како што е медот, поленот, пергата, матичниот млеч, па и пчелиниот отров ние тука. Пчелите ги опрашуваат речиси 3/4 од растенијата, но и секоја трета лажица од храната е важна од опрашувачите, затоа и пчелите се многу битни. Овој ден е прогласен од страна на Обединетите нации 2017 година. Е прогласен од страна на Обединетите нации, а избран во чест на словеничкиот пчелар Антон Јанша, кој е роден на 20 мај и е основоположник на модерното пчеларство. Велите дека околу 3/4 опрашуваат од растенијата пчелите. Што значи тоа опрашуваат и како се стигнува до оној крајниот производ, мед, пергата или саќето и така натаму сите оние пчелни производи кои што произлегуваат од работата на пчели? Да, пчелите ги опрашуваат 3/4 од медоносните растенија и тие се многу битни во опрашувањето. Имаат клучна улога во опрашувањето на растенијата, што е неопходно во растот на многу овошја, зеленчук, како и житарки. Без нив многу култури би исчезнале, а биодиверзитетот би бил сериозно загрозен. Како ние како луѓе можеме да ги заштитиме пчелите, односно да ги чуваме пчелите? Што ние може да направиме? Пчелите можеме да ги заштитиме со засадување на медоносни растенија, како што се маслодајната репка, рузмаринот, лавандата, мајчината душичка, исто така и медоносни дрвца, засадување на медоносни дрвца, како што е багремот, костенот, липата и други. Да не се употребуваат пестициди во земјоделството, нели тоа е многу битна работа, бидејќи со употреба на тие пестициди угинува и бројот на пчелите. Исто така можеме да ги заштитиме со поддршка на локалниот пчелар и со едукација и ширење на свеста за значењето на пчелата. Една пчела за да произведе 1 грам мед треба да посети околу 2 до 3.000 цветови, а едно пчелно семејство за да произведе 1 килограм мед треба да посети од 4 до 5 милиони цветови или да прелета 150 километри. Тоа значи 3 пати да обиколат земјата. Затоа и пчелите тоа покажува колку се вредни и неуморни и колку е драгоцен секој грам природен мед. Така. Значи треба да си ги чуваме пчелите кои се многу важни, посебно за нашата држава. Сега ние се зборуваме за кај нас, имаме ли пчели кај нас, Марина? Постои нека статистика, има ли доволно пчели? Па да, има доволно пчели, има пчелари, има и млади пчелари кои што се заинтересирани. Не е само за да се запчелариш и да земаш субвенција од државата. Јас би рекла да се влюби во природата и да ги засака пчелите, а со тоа што ако биде љубител на природата и ги сака пчелите, ќе произведе и квалитетен мед, а не само мед, пчелите произведуваат и полен, и матичен млеч, и прополис. Да, сите производи ги имаме. Точно така, да. Ги имаме дел од производите, не ни е тука матичната млеч, но и пчелиниот отров е многу добар. Кај нас се уште нема откуп и за да произведуваме нели количини пчелин отров, но е баран за медицината.
Ето одлична тема за некој нареден пат да зборуваме за пчелиниот отров, матичната млеч исто така многу ретко ги опфаќаме, повеќе фокус ставаме на прополисот, медот и другите пчелни производи. Да не забораваме да споменеме за 20 мај како ќе се одбележи кај нас. Тој ден ќе има ли настани? Да, 20 мај ќе се обележи на Земјоделскиот факултет за наука и храна во Автокомандар, општина Газибаба. Ќе се отвори паркот на пчелата и ќе има богата манифестација. Ќе има и штандови со пчелните производи. Еве, прилика да ги поканам сите гледачи да поминат, кои што се во можност, нели, во близина, да дојдат на Земјоделскиот факултет, да се дружат со децата па и со пчеларите. Да дознаат малку повеќе за пчелните производи. Па ќе секако може да си купат од штандовите од пчелните производи. Со сама за крив верувам дека ги интересира и цената, Марина. Поскапе, не поскапе медот, прополисот, што имаме друго, саќето. Дали какви се цените со оглед на тоа што постојано варираат нели на прехрамбените добра, дали цените се исти или поскапа? Кај нас медот е се уште иста цена, 600 денари е килограм мед. Полено се движи од 2000 за килограм. Се зависи, нели, и од амбалажата, од прополисот. И матичната млеч е иста цена како и лани, 150 денари е грам матичен млеч. Да, јас зашто често ве следам, така да цениве се од пред неколку години истите, барем вие не ги менувате, но како кажавте, како матичен доктор, така треба да си има матичен пчела и да бидете сигурни. Марина, јас ви благодарам за одвоеното време. Овој пат ви дојдовме на гости. Да, тоа ми го кажавте на почетокот кога дојдов. Да, во 2017 година е издадена поштенска марка со македонската медоносна пчела. Таа е Apis mellifera macedonica, која е уникатна, издржлива и нежна, живее на Балканот, но е многу вредна и произведува вкусен мед. Благодарам уште еднаш, се гледам повторно на други теми. Ви благодарам и вас за што дојдовте во мојот дом, нели? Ве поканувам на пчеларник. Да, обавезно се гледаме и таму и среќен ден на сите пчелари кои што се занимаваат со пчеларство. Така, јас би им посакала среќен ден да биде и медна оваа година.